Добар ден, почитувани, стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се забележуваат бројни промени на кожата кај бебето во новороденечкиот период во првите 4 недели после раѓањето. Повеќето од нив се физиолошки и минуваат сами од себе. Најчеста диагноза во првата година кај бебето е атописки дерматитис, хронична промена на кожата проследена со јадеж и екземи, поради што проблемот се манифестира кај целото семејство. Значи, состојбата не е проблем само за бебето, туку за сите членови од семејството. За промените на кожата во детска возраст, пред се во првата година од животот, денеска зборуваме со примариус доктор на науки Душко Фидановски, педијатар во Аџибадем, Систина. Стартуваме веднаш по рекламниот блок. За најчестите промени на кожата кај бебињата во првата година од животот, денеска разговараме со примариус доктор на науки Душко Фидановски, педијатар во Аџибадем, Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден и на вас и на гледачите и слушателите. Кога бебето ќе се роди, неговата кожа е покриена со една белузлава, масна обвивка, наречена верникс. Каква е незината улога и зошто во новите препораки се вели дека не треба да се брза со незиното отстранување? Да, верниксот е една материја баш така бела, ја опишуваат како со изглед на некаква сиренаста конзистенција која што се јавува во текот уште на интраутериниот живот на бебето. Еве можеме да видиме прилика како изгледа. Баш тоа е прекриено бебе со верникс. Значи, во последниот триместар од бременоста се создава, почнува некаде тамо од 7-миот месец, па до кај 9-10 месец целата површина на кожата на телото, на главата е прекриена со оваа материја. Еве баш овдека многу добро се гледа. Колку подолго трае бременоста, значи колку повеќе се приближува кон терминот и поминува терминот, веќе таа потоа се губи, бидејќи улогата незина пред се е да го заштити на некој начин бебето во текот на интраутериниот живот, односно во тие неколку последни месеци, бидејќи и покрај тоа што се наоѓа, престојува во идеални услови во кои што го има интраутерино, сепак можни се иритации од самата амнионска течност со која е окружено бебето да доведат до оштетување на или негативно да влијаат на кожата. Незината улога многу долго се проучува и не се знаат можеби сите незини позитивни компоненти кои што го има овој верникс, како пред се неговата функција е заштитна. Детето се раѓа со неа, тоа е материја која е составена 80% од вода. Значи 80% е вода. 10 или 15% се масти и другиот останниот дел од 10 до 5 до 10% се протеини. Значи тоа е незиниот состав, така да од самиот незин состав може се заклучи дека основната незина улога е да ја хидрира кожата. Значи да ја даде влажност, да ја заштити од штетни материи кои можеле да влијаат иритации на самата кожа во текот на бременоста или во текот на породувањето и имаат антиинфективна, односно антимикробно дејство. Во случај да навлезат некакви бактерии во текот на бременоста, при крајот на бременоста, тоа е можно да се случи, доколку мајката има некаква инфекција, една од улогите е да го заштити бебето, кожата, а понатаму и целиот организам да навлезат тие бактерии во внатрешните слоеви. Дури се смета дека има функција на некој начин на втора кожа, бидејќи најповршниот слој, стратум корнеум така наречен, во кожата се уште комплетно не е развиен кога бебето се раѓа. Развивањето на тој последен дел и адаптацијата и целата таа кожа, практично незиното создавање, сите незини структури, слоеви и функција се одвива во текот на наредните месеци, во текот на животот на бебето, така да таа има улога и на втора кожа практично. Затоа можеби препораките се насилно да не се отстранува верниксот, ако е само верникс, бидејќи многу често знае да има тука и други
да речем, додатни материи кои треба да се ослободат, како што се секрети од мајката, крв, изумрени клетки. Доколку видливо е тоа загадено, извалкано со овие дополнителни течности, тогаш треба да се пребрише, да се истри. Инаку, отстранувањето физичко со пребришување, со триење на верниксот не се препорачува. Тој за неколку часа, најмногу 24 часа, самиот ќе се резорбира, меѓутоа ќе влезе натре во кожата. Во некои западни земји дури бебињата ги испуштаат од болница со оваа обвивка. Кај нас не се практикува, ми се чини тоа. Не се практикува и тоа е најверојатно заради тоа што кај нас во нашата болница во Аџибадем Систина децата престојуваат најмалку 3 до 4 дена, тие што се родени по пат на спонтано породување, третиот ден ги испишуваме дома ако е се во ред, другите четвртиот ден, така да до тогаш сигурно тие се изгубени. Некаде можеби во некои земји или во други породилишта ги испишуваат порано дома, така да можеби заради тоа се забележува се уште присуството на. Инаку не би требало да после 24 часа веќе да има било какви траги од верниксот. Во првите недели после раѓањето, кај бебињата се јавуваат различни исипи и повеќето од нив се повлекуваат сами од себе. Зошто тоа се случува? Тоа е заради тоа што кожата, реков дека функционално и структурно не е развиена. Незиниот со раѓањето. Значи незиниот развој не е завршен. Интензивно кожата се развива од сите аспекти и функционално и структурно во текот на првиот месец или два. Потоа постепено оди дополнително тој развој трае понатаму, значи тука не завршува и може да трае во текот на целата прва година најчесто. Така да сите овие промени кои што се појавуваат се заради тоа што таа кожа структурно, анатомски, функционално неспремна комплетно да ја превземе својата функција, а кожата е најголемиот велими орган на човечкото тело, тоа посебно важи за детето. Ако, да речеме, се смета дека некаде околу 700 сантиметри квадратни на килограм телесна тежина е површината на кожата, како однос меѓу површина и телесна тежина. А кај децата, односно, се извинувам обратно, 200 или 250 сантиметри на килограм телесна тежина е кај возрастните, а кај децата тоа е 3 пати повеќе, некаде околу 700 сантиметри квадратни на килограм телесна тежина. Така да се работи за навистина голем орган кој наеднаш доаѓа во контакт со таа околина која е непријатна за него, од секаков аспект. Така да тука е причината зошто се јавуваат тие промени кои што се јавуваат и најчесто се од минлив карактер. Најчесто се од минлив карактер, тука се појавуваат акните во тој период. Да. Родителите се многу загрижени кога ќе забележат акни кај новороденчето. Треба ли тоа да се третира? Да, најпрво се појавуваат неонаталните акни, обично се некаде втора, трета недела, значи малку подоцна. Најпрво се појавуваат така наречените мили и комедони. Тоа се промени ситни кои можат да бидат црвени или пребоени посветло, како бојата на кожата што изгледа, се ситни како бисерчиња се наоѓаат на лицето, обично ги има околу носот, на челото, меѓутоа ги има на сите места каде што кожата е затворена, прекриена со облека. Или популарно наречени многу често во нашата популација, луѓето, народот ги вика вруќаници. И токму се заради тоа, заради претоплување. Самиот збор кажува. Да, се работи за некакво затнување на каналите, на потните и на лојните жлезди кои се наоѓаат во кожата, кои исто така не се добро развиени и многу лесно се затнуваат во првите денови и тоа се манифестира како овие промени по кожата кои личат доста како алергија понекогаш изгледаат. Да, како алергија, обично во паника доаѓаат родителите, мислат дека е алергија или дека се работи за инфекција. Не е ни едно ни друго. Треба бебето да се расоблече и се разлади, ќе се среди проблемот само од себе или треба да се третира со нешто? Не. Може едно туширање, буквално она со вода само, да се убаво упие влагата и да се премачка кожата со
млеко хидратантно кое се користи за секојдневна нега и толку е потребно за да помине. Има нешто друго што личи многу на акни и кој се вика екзантема токсикум, таков е називот, и кое што е токму заради тоа што кожата е сува, нееластична и ја губи влагата од подкожните структури, така да се јавуваат иритации кои што се обично петна, црвени, меѓутоа во средината на петното има меурче исполнето со течност, кој може да биде бистро или заматено и навистина личат како акни. Тие обично се јавуваат и може да бидат доста интензивни и ги има насекаде по телото, обично на трупот, меѓутоа и на екстремитетите. И таа промена, значи некаде втори, трети ден се појавува, е класична адаптациона, транзиторна, значи реакција на контакт со рацете, најчесто и со ракавици работиме ние во болниците, контакт со пелените, контакт со дури и со бебешките шампони и материи со кои се чисти кожата, сето тоа може да ги предизвика овие реакции кои изгледаат доста сериозно, личат многу на инфекција, меѓутоа не е инфекција, бидејќи за 2-3 дена без никаков третман поминуваат. И си се повлечат. Да. Една од најчестите диагнози во првата година од животот е атопискиот дерматитис. Дали е тоа болест која што се јавува или состојба, најнапред дали е болест или состојба, и дали е тоа болест или состојба што се јавува само на кожата или пак го зафаќа целиот организам? Многу тешко е да се одговори на ова прашање едноставно. Значи, кога се зборува за атописки дерматит, секогаш се мисли дека се работи за нешто што е предизвикано од алергија. Од некаков алерген, кој може да биде кај децата најчесто контактен, значи контакт на кожата со нешто, дали е тоа облека, дали е тоа синтетска некаква материја, дали е памперсот, дали се средствата кои што ги користиме за секојдневна нега на бебињата, или е алерген кој што влегол преку храната. Најчесто, ако се работи за деца кои што се доени, храната што мајката ја конзумира, некаков алерген, а ако се работи за вештачка исхрана, тогаш се работи најчесто за некаква реакција на протеините кои ги има во кравието млеко, на која основа се всушност формулите кои се користат за исхраната или за дохрана, или пак може да ја реагираат исто така на млечниот шеќер, на лактозата, кој што го има и во мајчиното млеко и во вештачките млека. Тогаш се работи за класична алергиска реакција. Меѓутоа, најголем процент на промените кои се јавуваат на кожата и кои се некој тип на реакција алергиска се одат под еден термин на осетлива кожа. Што тоа значи? Кај 40 или 50% од таквите случаи се открива дека се работи за, и тоа е нешто што е наследно, за недостаток на една материја која што има протеинска структура, филагрин се вика, недостасува факторот кој учествува во синтеза на тој филагрин кој што ги спојува структурите на кожата и ја прави кожата да биде покомпактна и поеластична. На тој начин кожата помалку губи течности, значи станува помека, поеластична. Доколку ја нема оваа материја, кожата е обратно од ова, значи е сува, раздвоени се порите, многу лесно можат да влезат тогаш веќе различни иританти, алергени, токсини, бактерии, кои можат да ја направат кожата, ова што го рековте, црвена, сува, па дури секундарно да се инфицира. Значи смета дека 40 до 50% од проблемите кои се јавуваат и кои се некој тип на атописки дерматит под прашалник се должат токму на недостатокот на ова структурна материја која што недостасува и која што може многу лесно да се надомести со употреба на козметски препарати кои ја содржат. Емолиентите се тоа? Не се емоленти, тоа се, да, може да се стави во емолентите, значи има чисти креми кои содржат само филагрин. Значи веќе кои што се нанесуваат. Има и такво нешто кое што директно влие на проблемот. Да, отстранувањето, инаку, она што е многу битно во последниве години, да речеме последниве 20 години, ако порано атопискиот дерматит бил причина
некаде за 5% од промените по кожата, сега се реферира дека 20% од децата имаат атописки дерматит. Познато ли е зошто Не може, има ваков значи се пораст? уште се истражува зошто е тоа, меѓутоа една од најсериозните причини е тоа што премногу ја чистиме кожата. Преторуваме со тоа хигиена. ги отстрануваме оние природни заштитни бариери на кожата кои што ги има, меѓу кои е и верниксот, кој што има потоа улога кој ќе влезе внатре во кожата. Меѓутоа со тоа што ја миеме кожата и грубо ја миеме, ја триеме, отстрануваме една бариера која што прави да кожата биде многу подложна на надворешни агенции кои не би предизвикале штетни агенции, кои не би предизвикале никаква реакција доколку ние не ја отстраниме. Значи, правиме да нашата кожа стане премногу чиста. Што Значи, тоа многу значи? хигиена не че ни малку хигиена не е добро. Колку често треба да се бања бебето? И ова е една да. голема дилема. Да. Бидејќи во Голема е некои темата. земји велат дури еднаш до 2 пати во месецот. Да. Кај нас имаше совет секој ден тоа да се прави. Што велите сега во однос на овие состојби кои што се Посебно поврзани треба да се со внимава, хигиената? Да. Со хигиената во првите недели. Ние препорачуваме одложено бањање кај децата во првите најмалку 6 до 12 часа. Значи порано беше прво што ќе се роди детето, ама ова зборам за пред децении, а можеби се уште некаде се практикува во породилиштата што не е правилно, одма да се избања бебето. Или да се истрие со некаква памучна ткенина крпа, што не е добро. Токму заради отстранувањето на верниксот и заради отстранување на другите слоеви кои што се многу битни за заштита, меѓутоа не е добро и заради тоа што бебето се разладува. Значи на тој начин веднаш правиме ние да детето влезе во хипотермија. Значи заради овие две работи не е добро. Да веднаш се бања бебето после раѓање. Може да се избања, да се отстрани доколку има некакви материи кои што се гледа дека може да се штетни, како крв да речеме, инфективни материјали, некаков секрет кој не изгледа добро, мекониум ако има исто така треба Да, првата столица. да, која што се ослободила од бебето, меѓутоа се ослободила заради некаков проблем, Заради стрес некако. заради некаков стрес, така да тоа треба да се Елиминира, да се отстрани. Ако отстрани. нема ништо од ова, значи не треба ништо да се прави. Потоа бањањето да биде во првите 2 недели се практикува да биде еднаш до 2 пати максимум неделно. Значи на 3-4 дена еднаш бебето да се бања и тоа да биде бањање со вода и со мека тканина да се пребришува и потоа да се упива влагата. Валканите делови, да речеме делот Пеленската каде што регија. се кака се мочка, да, пеленската регија, тие можеби тука да се употребат некакви благи шампони. Да се одмиваат тие секогаш кога ќе се искака бебето. Иначе класично бањање на целото тело не се препорачува, посебно во првите 2 недели, не секој ден. Еднаш неделно, во првата недела, во втората недела 2 пати, веќе трета, четврта недела може да се оди преку секој ден или секој трет ден. Потоа веќе зависи од бебето од активноста, после вториот, третиот месец може веќе да бебето се бања и секој дневно. Значи што помалку Толку подобро. и што по нежно бањање, помалку агресивно, тоа е подобро. Токму сега се враќаме повторно на темата за На атопискиот алергиите, дерматит. атописки. Бидејќи ние на ваков начин овозможуваме да таа кожа, и ако не била осетлива, ако нема класична алергија кон нешто, ние да направиме сензибилизација, да обезбедиме, да овозможиме да тие алергени влезат во кожата. Доктора, ние издвоивме неколку фотографии кои што всушност го илустрираат овој проблем со атопискиот дерматит и се јавуваат всушност екземчиња на различни делови на телото, обично на препоните. Бебињата се многу нервозни тогаш, плачат, Да. не спијат, Да. понекогаш одбиваат и да цицаат или да јадат, да пијат млеко од шишенце. И велат дека ова е проблем за целото семејство, бидејќи се сите вознемирени. Да. И сега, што може да се направи за да се смири состојбата? Да, се работи за сериозна работа која трае со месеци. Може да трае и цела година. Може да трае и после првата година, доколку е класична алергија на нешто и да не се открие тоа нешто, може да трае и подолго време. Меѓутоа, овие атописки дерматити кои се транзиторни, има и такви, каде што не се врзани со
ние велиме со IgE антитела, специфични антитела кои се создаваат кон некој алерген, тогаш може да траат и подолго време. Болеста е специфична, како што рековте, се јавува црвенило, се јавува сува кожа, која е иритирана, која може многу да предизвика чешање. Детето, еве гледаме и на сликите, се чеша и е многу нервозно и уште повеќе оштетува кожата. На така оштетената кожа се накалемува секогаш инфекција, која е предизвикана најчесто од габички, меѓутоа може да биде и од инфекции. Стафилококот и стрептококот. И тоа дополнително ги комплицира работите. И болеста е таква што има еволуција на синусоида, велиме ние, на една крива линија, оди по нагорна линија, значи тоа се овие фази што ги опишав, па потоа доаѓа едно смирување, каде што се смирува, дури се враќа комплетно во нормала, после неколку недели или неколку денова повторно се повторува истиот циклус. Е досадна доста состојбата, го вознемирува бебето, меѓутоа ги вознемирува и сите околу, бидејќи бебето нема нормален сон, не може нормално да се храни, бара третман кој што доста е поврзан со повеќе нега отколку што некакви лекови кои што ќе го решат моментално состојбата и може да предизвика навистина и асоцирана со други алергиски, ако се работи за класична алергија на нешто. Овие деца кои почнуваат со атописки дерматит, многу често потоа ги пројавуваат и другите форми на алергии, респираторни алергии, како што е астмата, да речеме, рецидивантните бронхити, алергискиот ринит, алергискиот конјуктивит, дури сега во последно време излегуваат студии дека кај овие деца се јавуваат и некакви болести поврзани со нивното однесување и развој. Тука спаѓа, да речеме, синдромот на најчесто се асоцира со синдромот АДХД, значи тоа е таа хиперактивност која може да е и дел од оној спектар на аутистични заболувања. Значи се веќе не се зборува аутизам како една болест, него цел спектар. Практично спектар на симптоми, на знаци кои што може да асоцираат на такво нешто. Значи дури поврзано во понатамошниот живот дека може да е поврзано и со некаква ментална потоа состојба која што детето ќе го зафати неговиот нормален развој. Да ги вклучиме гледачите, докторе, од овој момент емисијата ќе биде контактна. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со доктор Душко Фидановски, педијатар. Денеска зборуваме за најчестите промени на кожата кај бебињата со посебен акцент на атопискиот дерматитис, кој што навистина измачува голем број семејства, би рекла, значи тоа е проблем и за бебето, но како што веќе споменавме и за сите членови на семејството. Што, докторе, се препорачува во ситуации кога атопискиот дерматитис е во полн ек? Обично третманот се состои во употреба на почетокот, нели, да се исклучат, доколку може да се исклучат состојбите кои што предизвикуваат иритација. Дали се работи за контакт или се работи за Значи треба родителите аналитично да пристапат, да... Значи обично ние ги советуваме да се избегнува... Изанализираат. Да се прво да се види каков тип на средства се користат за нега секојдневна, дали се тоа средства кои содржат вештачки материи, синтетски материи, парфеми, бои вештачки. Значи, ето што обично така купуваме ние средства за хигиена, ќе ги отвориме убаво да мирисаат, значи, да се пенливи, но тоа не треба да биде критериум. Значи ниту да мирисаат добро, ниту пена да прават. Колку подобро мириса и повеќе прави пена и има некаква боја, тоа е веќе сомнително дека можеби има нешто што не треба да го има, а тоа се алергените. Значи декларациите внимателно да ги треба да се добро да се читаат, треба да бидат на природна основа и многу е битно да бидат неутрални или блиску до благо алкални, значи да не бидат многу алкални, значи многу да ја направат средината подложна за навлегување на инфекции, бидејќи киселоста на кожата е една од факторите кои ги штити од инфекции. Значи да бидат до неутрално, тоа е некаде на pH 5 што го викаме, се што е повисоко, веќе pH веќе укажува на можност дека можеби веќе се создава можност за некаква иритација на кожата, значи треба да бидат pH неутрални, да не содржат вештачки бои, вештачки мириси,
и различни презервативи кои што возможуваат нели трајност на препаратот. А доколку бебето цица, треба ли мајката да ги исфрли млечите продукти, да речеме, од исхраната? Треба ли да воведе таа некаква диета, за да провери? Да. Всушност, значи, што е тоа што освен козметиката, користење на памучни материи за облекувањето, избегнување на контакт со синтетски материи, избегнување на контакт со волна, избегнување на контакт на лице со лице, посебно доколку на лицето мајката или родителот става различни козметски препарати кои се силни и кои може да предизвикаат иритација, парфеми, креми и така натаму. Машката брада знае да биде исто проблем иритантна, значи што помалку такви контакти и секако, значи откако ова ќе се елиминира, да се види каков тип на памперс се користи, каков тип на средства кои служат за перење на лиштата. Значи детергентите исто така може се треба да бидат омекнувачи исто така може да бидат значи обично се препорачуваат тие кои се користат за бебиња, тоа се линии кои имаат додавка сензитив. Тие треба да се избегнуваат и омекнувачите исто така може да бидат проблем. И втората работа е исхраната. Значи, ако се работи за мајчино млеко, да се избегнува внесување на продукти кои можат да бидат алергени. Пред се, продуктите кои се на база на кравјо млеко, обичното пресно млеко, помалку киселото млеко и јогуртот, и се друго што содржи, што е млечен производ. Сирење, кашкавали, павлаки, путери, понатаму, тука се оревите, бадемите, лешниците. Па јагодите сега во овој период. Јагодите сега во овој период, значи јајца, се што представува веќе познат алерген. Меѓутоа пред се млечните производи. Тоа се советите кои ги даваме прво што гледаме кога имаме ситуација на дете со некаква осетливост на кожата. Не би го крстил веднаш со атописки дерматит. Веќе споминавте дека и тука има цел спектар. Не секој екзем на кожата значи атописки дерматитис. Тоа е веќе сериозна ситуација која трае подолго време и бара третмани. Во кој случај е потребно да се нанесе благ кортикостероид за да се смири? Кога се тоа што го кажав и кога се препорачуваат негата каква треба да биде, како треба да се капе бебето, какви средства да се користат, нели? Треба да се користат емолиенти кои веќе ги спомнавте. Навлажнувачи се всушност е? Тоа се навлажнувачи, да, кои што може да бидат на база на доколку има додаток на ако се раствараат во масти, значи имаат поголема конзистенција и се во форма на креми, или да бидат во форма на млеко. Значи обично сите реномирани производители на веќе имаат такви линии. Имаат веќе такви линии, сепак треба малку и да се прочита составот, нели да се види што содржи и тие ги препорачуваме родителите да не само обавезно после капење на бебето, меѓутоа и неколку пати во текот на денот да ги нанесуваат. Посебно ако се работи за ваква осетлива кожа. Веќе споминавте дека негата мора да биде многу поголема доколку се јави доколку ова ништо од ова не помогне, доколку сите овие начини на така наречена се вели елиминациона диета, значи се елиминираат материите кои може да предизвикат реакција кај бебешката кожа, сето ова не вроди со плод и кожата е таква како што е повторно црвена, осетлива, има јадеж голем, има чести инфекции на колене, тогаш треба да се оди на следен чекор, а тоа се кортикостероидните препарати кои содржат, ние ги викаме нископотентни кортикостероидни препарати кои содржат многу мал процент на кортикостероид и тоа кортикостероиди со брз и краткотраен ефект. Значи не сите кортикостероидни креми, тогаш се користи кортикостероидни креми. Обично родителите се избезумени кога ќе добијат ваква препорака да се нанесе некој кортикостероиден препарат, па макар и во краток период. Никогаш на своја рака да не го прават тоа, секогаш да се консултираат со матичниот педијатар или со дерматолог, кои што имаат исто така огромно искуство во третманот на овие состојби, па и кај децата. Да преминеме на други, се извинувам, и други, значи не е само локалните кортикостероиди, дури се користат и средства кои што имаат, тоа е во поновата терапија, кои што имаат делување
антиинфламаторно. Значи тоа е многу битно да се спречи воспалението. Воспалението, иако и кортикостероидот има антинфлам, меѓутоа циљани антиинфламаторни локално кои делуваат на кожата, па веќе и поновите препораки, меѓутоа се работи сепак за поголеми деца и за возрастни, користење на материи кои делуваат во својство на специјални антитела кои ги блокираат веќе создадените антитела против алергенот, ако го знаеме кој е. Тоа е веќе понапредна терапија кај посериозни состојби кај кои што ништо од ова претходно не дало резултат. Не дало никаков резултат. Ќе продолжиме со пеленскиот исип, кој што исто така е многу чест кај бебињата. Што точно го предизвикува? Дали е тоа бактеријата, дали се бактериите од столицата, можеби киселините од урината, дали се габички во прашање? Да. Дали пелените кои што ги употребуваат родителите? Да, сето ова што го кажавте, секако да. Сето тоа влие. Пеленската регија и секој дел од телото што е на некој начин затворен и кој не може да диши, кој што е се создава средина во која што има можност кожата да се претопли, да биде висока температурата и да има влажност. Значи, регијата, кожа, дел од кожата која што е многу влажна, значи многу влагата не е добро, и е претоплена, се два фактора кои сигурно водат до вакви промени по кожата, а посебно во пеленската регија, каде што има урина, каде што има столица, кои што можат со себе, освен тоа што самите составот на урината и на столицата може да делува агресивно на бебешката кожа, секогаш таму има, посебно во дигестивниот тракт, има бактерии кои можат секундарно да доведат до инфекција, а и бактерии кои нормално ги има на кожата или кои ние сме ги нанеле случајно да доведат до инфекција на кожата дополнително, а секако тука се и габичките, не би ги исклучил нив. И најчесто постои комбинација на габично-бактериска инфекција ако дојде до таква секундарна инфекција на иритираната кожа. Иритираната кожа, црвена кожа, испукана кожа, заради влажност и висока температура, секогаш е гарант за секундарна бактериска или габична инфекција или комбинирана. Што тоа значи? Колку често треба да се менуваат пелените? Игра ли тоа некаква улога? Па треба да се сменат во принцип кога има столица. Кога има урина, бидејќи тие имаат голема абсорптивна моќ, обично урината се собира во еден дел каде што се наоѓа таа материја која што го ја абсорбира урината, така да останатиот дел и површните слоеви, бидејќи урината пропаѓа во подлабоките, остануваат суви, така да не доаѓа во контакт директно со кожата, меѓутоа кога има столица и таа се абсорбира, се прима, меѓутоа сепак може да дојде до иритација и обавезно задолжително треба тогаш да се смени кога има столица. Значи тогаш да се смени задолжително пелена, да се измие, предпоставувам, пеленската регија, да се одмие. Мијањето исто така да треба да се внимава, што помалку да се користат или воопшто не се користат оние што ги викаме ние wet wipes, односно влажни марамчиња. Кои што се многу популарни, родителите сметат дека се практични, но може да воведат во проблеми. Порано имаше влажни марамици кои беа убаво мириса, убаво изгледа, меѓутоа беа полни натре со, дури некои имаа содржај некакви материи кои делуваат како дезинфициенс, како алкохолот, што е да речеме. Сето тоа страшно иритираше кожата. Така да, за среќа веќе тие ги има многу малку или воопшто ги нема и сега имаме влажни марамчиња кои што се водени. Ги препорачувате тие за употреба? Доколку нема, значи најдобро е да се одмие. Но доколку немаме избор во даден момент, ако не е многу извалкана регијата, само со вода, со памучна ткаенина да се пребрише, тоа се оние туферчиња како памук, со тоа да се измие и потоа да се обавезно задолжително да се исуши. Дури се препорачува и периоди на гола кожа, значи кога не се става памперс. Да остане некој период од денот кога бебето ќе биде без памперс. Да диша малку кожата. За да може што повеќе да диши. Значи тоа е она што е препораката најдобра за да се превенира да дојде до појава на осип. Неопходно ли да се нанесат тие креми што се како бариера помеѓу кожата и пелената? Токму тоа сакав да кажам, доколку и покрај сето ова, значи превентивно што сме го превзеле
дошло до тоа да сепак има некаква иритација, тогаш се препорачуваат такви заштитни. Тие се обично креми кои содржат цинкоксид или специјален петролеј, се вели гел, тоа е желе практично, кое што се нанесува и кое што повторно ја омекнува кожата, ја хидрира, ја прави еластична и на тој начин го заздравува и представува бариера за да не дојде, затоа што таа за да заздрави треба да се заштити да не дојде повторно до иритација, а таму постојано во таа регија има иритација, така да се препорачуваат овие заштитни бариерни креми само тогаш, инаку не за редовна секојдна употреба. Треба да се користат таа регија оние креми кои содржат витамини, кои се богати со масти и кои хидрираат, меѓутоа се повеќе масни отколку кремите и млеката кои се нанесуваат на другиот дел од телото. За пеленската регија препорачуваме повеќе, едноставно се изразам, повеќе масни или специјални уја кои што се користат за пеленска регија. Меѓутоа не за другиот дел на кожата. И моето последно прашање, поврзано со кожата на бебето, но и кожата на мајката, е зошто се препорачува контактот кожа на кожа помеѓу мајката и новороденчето веднаш после раѓањето, но и во деновите по доаѓањето во домот. Првиот контакт, значи тој контакт кожа со кожа, кој што ние се трудиме секогаш да го кај било кое дете кое ќе се роди, дали ќе се роди по пат на царски рез, дали ќе посебно овие што се раѓаат по пат на спонтано породување, е првото нешто да се направи е уште пред дури да се пресече папчената врпца, да се стави бебето на телото на кожата на мајката. Тој контакт кожа со кожа е всушност нешто што го прво смирува бебето, бидејќи тоа било 9 месеци заедно со мајката, наеднаш сега е одвоено, изложено на нешто што е многу непријатно за него. Од било каков аспект. Има стимулации кои што и визуелни, и механички, и аудитивни, кои многу му пречат на бебето. Така да тој контакт со мајката веднаш го смирува, го слуша срцето на мајката и ја препозна средината во која до тогаш било бебето. Тоа е едната работа. Втората работа, која е исто многу битна, можеби и поважна од ова, е терморегулацијата, која веќе еднаш ја спомнав. Нема подобар начин од заштита од хипотермија, значи од внесување во разладување на бебето, од ставањето на телото на мајката. На тој начин не се дозволува бебето да се разлади. Бидејќи ние ако го одвоиме, веднаш го ставиме некаде, посебно ако тоа некаде е на некаков стол кој што не е загреан, испарува течностите со кои што е прекриено бебето. Обично во родилните и операционите сали температурата не е многу висока, е многу пониска отколку температурата која што е потребно да биде и тоа доведува веднаш до влегување на бебето во хипотермија. Хипотермијата е еден од најголемите стресови кои може да предизвика други проблеми и болести кај бебето. Така да главната причина зошто инсистираме и го зборувам ова малку може поекстензивно е за да се спречи разладување хипотермија. Така. Понатаму исто така бебињата треба да бидат блиску во контакт со мајките. Не мора само со мајката, може и со таткото и со другите членови. Така, може контакт на кожа на кожа со било кој родител, дури со братче и со сестрича. И имитирање на она што повторно го спомнувам, она блиско со мајката во која што било 9 месеци. Значи бебињата се чувствуваат небезбедно, уплашено и затоа и плачат. Само уште една реченица и тука ќе завршам, правени се студии зошто бебињата од мајки кои што живеат во афричките земји или мајките кои што живееле во Африка, а потоа живеат некаде на друго место и се со тие навики, тие бебиња зошто помалку плачат во првите месеци или воопшто не плачат, отколку бебињата кои што се раѓаат во другите делови на светот. Тоа е токму заради тоа што сигурно сите сме виделе како изгледаат жените во Африка, они имаат оние марами кои што всушност им служат за носење
Тоа е тој кенгуру бебето. метод што го форсираме ние кај предвремено родените деца. И всушност тука И има тие се контакт постојано со кожа нив. на Значи, кожа. тие се постојано Тука со и нив. дојката на мајката, Тие одат, цицат, работат, дури одат и на поле работат и се, меѓутоа бебињата се постојано со нив. Така. И тие се чувствуваат многу безбедно, затоплени се, го слушаат срцето на мајката и не плачат. Тоа е тајната зошто нашите бебиња плачат. Плачливите бебиња како да се смират. така. Докторе, многу ви благодарам за молам, вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, за бројните совети препораки што ги упативте на сите родители кои што имаат некаков проблем со нивното бебе, кој што е минлив, како што објаснивте. Благодарам за поканата. Почитувани, тука ја завршуваме денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.